По неодамнешното представување на конференцијата AI од 2025, Google започнува тестирање на новата AI функција Search Live како дел од својот AI мод во апликацијата Google Search. Кога е активирана, под лентата за пребарување се појавува брановиден визуелен елемент со звездичка, кој го заменува претходниот пречекор за ленс. Новиот интерфејс го опфаќа целиот екран, прилагодлив на светли и темни теми, со ново G лого и копчиња со облик на пилула за функции како mute и транскрипт. Корисниците имаат можност да комуницираат директно, да поставуваат прашања или да одговорат на прашања поставени од Google, со цел подобрување на резултатите. Откако ќе се постави прашањето, Search Live прикажува карусел на веб страници што се користат за составување на одговорот, овозможувајќи директен увид во изворите. Иако разговорот може да продолжи во позадина, моментално не е достапна опцијата за видеостриминг преку камерата, што ја прави функцијата слична на Gemini Live, која првично поддржуваше само говор. Search Live наскоро ќе биде достапен преку Google Search на Android и iOS. Доколку не ви е достапен веднаш, треба да следи чекор по чекор глобално пуштање во рамките на тековната бета-тест фаза. Новите истражувања објавени на 7 јуни 2025 година сугерираат дека нашиот мозок ја обработува и сваќа сензорната информација пред ние свесно да ја забележиме. Во експерименти со глувци, научниците анализирале активност на сензорниот кортекс при едноставни задачи како препознавање звук и допир. Откритијата покажуваат дека кортикалните системи формираат нови модели на активност порано од кога ќе испратат сигнали до свесното однесување. Истражувањето е објавено во реномирани научни списанија како Nature и открива дека мозокот може да преработи сензорен стимул неколку десетици до стотици милисекунди пред субјектот да стане свесен за тоа. Ова е нагласува сложеноста и ефикасноста на мозочното функционирање, кое работи под површината на нашата свесност. Ова откритие може да има далекосежни импликации во разбирањето на перцепцијата, брзината на реакција и развојот на невронаучни технологии. Преку идентификување на начинот на кој се кристализираат информации пред свеста, истражувачите можат да работат на унапредување на интерфејси што комуницираат директно со мозокот, од невропротези до напредни системи за мозочно-компјутерско поврзување. Иако најголем дел од студијата е спроведена на животински модели, се планираат понатамошни експерименти и клинички тестови на луѓе. Ова би можело да резултира во нови терапии за состојби кои влијаат на перцепцијата и свеста, како што се нарушување од спектарот на аутизмот и невродегенеративни болести. Истовремено, подоброто разбирање на времето на реакција би можело да го подобри дизајнот на интерфејси и безбедносни системи во возење и медицина.